Државата најавува борба против сивата економија и корупцијата со конкретни мерки, меѓу кои една од главните е носење на закон за потекло на имот кој предвидува и конфискација. Идејата е законот да се однесува не само на функционерите, туку на сите граѓани, зашто досегашното искуство покажало дека луѓето кои извршуваат функција го препишуваат незаконски стекнатиот имот на други лица, а по завршувањето на функционерскиот мандат имотот си го враќаат назад. Овој закон преку цивилна, односно граѓанска постапка за конфискација, како нов метод кој што го введуваме, ќе важи за сите лица кои нема да можат во одреден законски рок да го докажат потеклото на имотот. Значи не само за функционерите, ќе биде важно за сите лица и нема да биде граѓанска, нема да биде кривично, туку ќе биде граѓанска, брза постапка и ќе има соодветен праг, кој што моментално во драфт предлогот е 30.000 евра. Сивата економија според финансиските експерти директно влијае врз даночниот систем, пазарната конкуренција, на платата на приходите. За успешно справување со оваа појава, надлежните институции ќе почнат со мапирање на секторите каде таа е најзастапена. Неопходна ќе биде изработка на студија која ќе помогне во пристапот. Најважните мерки кои се предвидени во акцијскиот план е подготовка на студија за утврдување на клучните критериуми, клучните причини за неформалната економија, мапирање на потребите за промени, како и препораки за превенција и развој на индикатори за мерење на застапеноста на неформалната економија. Настапите на врвните владини представници беа на презентацијата на проектот поддршка на реформите со менеџирањето на јавните финансии, кој е поддржано од UNDP и од Словачка. Главните активности ќе бидат фокусирани на креирање нови и ефикасни алатки за борба против неформалната економија. Повеќето граѓани не се свесни дека невидливата рака на сивата економија има директно негативно влијание врз квалитетот на нивниот живот. Тие се изложени на поголеми ризици без при тоа да имаат соодветна заштита од државата. Но има причина зашто граѓаните стануваат дел од неформалната економија. Платите соодветно не го следат порастот на трошоците за живот и тоа е сериозен стимул за сивата економија. Во меѓународните извештаи, сивата економија и корупцијата во земјава со години се нотираат како сериозни проблеми. Во последниот репорт на Стејт Департментот за инвестицијската клима во Северна Македонија, меѓу другото, се заклучува дека и покрај фактот што водењето бизнис е лесно и што законската рамка е според меѓународните стандарди, корупцијата останува постојан проблем. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.